За жал мораме да доаѓаме и да си го бараме нашето право. Нам ни следува чист воздух. Ние немаме чист воздух. Тоа треба да го имаме. Јас како граѓанин се гушам, верувајте ми. Значи мораме, власта верувам дека сега ќе превземе некои мерки за да се промени ситуацијата и положбата. Јас само ќе ви кажам еден податок што и вие тоа го знаете. Пред 50 години ние не разговаравме за чиста Струмица или за чист град. Сега зборуваме за жал. Мислам дека треба да се променат работите во Струмица и дека ќе се смени и ќе имаме чист воздух. Јас се борам за тоа и го сакам тоа. Нашите поколенија да имат чист воздух и чиста околина. Имаме надеж, имаме желба да ги смениме работите, имаме позитивна енергија. Единствено што останува е да ја видиме истата позитивна енергија и од нашите локални институции, па и од централните. Има ли некакво поместување од онај прв протест досега? Това за жал нема. Има најави за едно наше барање дека ќе биде исполнето, но тоа е само најава. И се додека нема конкретни чекори кои ќе се преземаат, ние ќе бидеме овде. Првата и основна причина е загадениот воздух. Ние повеќе пати сме организирале блокади и протести и било кој начин сме го изразувале нашиот револт против загадувачите и против непостапувачите. Исто како и сите други пати и сега, само што главната причина зошто се повтара тоа е тоа што сме свесни дека само со постојан притисок и само со постојано окажување и запознавање на луѓето со проблемите ќе има некакви реални конкретни промени. Нашите главни три барања и мотиви за оваа блокада се следните. Значи, да престане загадувањето, да почнат оние што треба да постапуваат, да почнат веќе со казни, ако треба и со затварање на објекти, ако треба и со затварање на физички лица кои предизвикуваат пожар. Втората работа е тоа да ги запознаеме граѓаните што е всушност кои се големите последици по здравјето на луѓето и на околината ако дишиме ваков канцероген воздух. Имаме и флаер за таа намена. И третата работа е да примеме од луѓето сугестии, предлози, начини на како може да делуваме и понатаму, затоа што ова како што гледаме нема да запре и планираме на секој 2-3 недели да правиме протести се додека не бидат исполнети нашите барања кои ги имаме